починем со извинување. Не сум спиен и порака стварно некако, не знам како ќе извадам, па ја склопи во глава и гласот ми е патен изделат, што не сум спиен. И сега за да намалам тензија во глава, ќе ја кажам една шега. Ја слушнав пред некој ден и ептено ми беше онака. Мене ми беше смешно. Ама со шегата сакам да работи, да ресирам нормално, да се насмееме и да таа тензија во глава што имам да ја намалам. И друго што сакам да адресираме срцето на таткото. Срцето на таткото, значи, сигурно нема да се љути Бог што ја кажам тука некоја шега. Ако е он најдобриот татко, нема да ми се наљути. Да не бидеме религиозни, опа, си искочил тука, мора да биде све под некоја. Тој ми е татко, тој се радува, нормално да го почитувам како татко. Не сега, он не е тате, како што многу го имаат некако погрешно представено во главите. Тате е кога сме деца, кога ќе пораснеме, а верувам дека сме пораснати, више е татко. Се однесуваме спрема него со некоја почит. Но доколку сте деца, ако сте уште на духовно млеко, тогаш сигурно за вас е тате. За мене е татко. Шегата. Значи, оди атеист во шума. Имате слушно? Не? Оди во шума и искача мечка. И готово, мечка ќе го јаде. И Бог се сожалил, го видел и доаѓа, му се објава и му вика, слушай, јас сум Бог, верувај во мене и вика, ќе спречам мечката, ќе те спасам, да ти изеде. И оти исто, не бе како верувај на тебе, вика, ти не постоиш, вика. Иако тука си, ти не постоиш, значи, целата наука, теорија на еволуција, све покажа дека ти не постоиш. И Бог вика, окей, вика, ама Бог е таков, сака да ги спаси своите деца. Секој татко сака да ги спаси своите деца. Сега моци проповедано во шега и упорене. Слушај, значи ќе ти изеде мечка, немаш друго решение. Поверувај во мене и ќе те спасам. И од исто, нема шанси онака убеден до крај. Гледате колку е таа вера на атеистите. Ќе умре, нема да поверува во Бог. Затоа треба да имаш вера. Стварно. Ама атеистот му текнало, демек, јас ќе го зафркнам Бог. И му вика, добро Боже, а што не направиш мечка христијанин, па да не ми изеде? Бог му рекол, слушај, дај, стани христијанин, едно што ќе те спасам тука, ќе те спасам и за вечен живот. Не, никако направи мечката христијанин да не ми изеде. И Бог, добро, така сакаш, ја прави мечката христијанин. Прво нешто прави мечката, паѓа на колене, вика, ти благодарам Господе за оваа храна. Мене ми беше. Стиховите што ги прочита пастор Живко се од Јовановото евангелие. Пред да почнеме со стиховите, да навлеземе малце во контекст на самото евангелие. Значи, евангелието е пишувано од апостолот Јован, кој го пишува некаде 85-95 година во првиот век. И што е исто битно, апостолот Јован се спаѓа во потесниот круг помеѓу апостолите кои му биле блиски на Исус. Значи, он се бројува заедно со брат му Јаков и со Петар како најблискиот круг. Исус имал 12 апостоли, но овие тројца му биле као најблиските. Значи, кога ги однел на брдото на преобразување, нив тројца ги земува и на некои други места, овие тројца ги повикува. Исто така, он во самото евангелие пишува дека е ученикот кој Исус го љубеше. Што значи, он кога го дава ова евангелие, он е очевидец. Мора да го сватиме сериозно. Друга работа што многу ми беше интересна, кога истражував, значи Јован, евангелието според Јован, и сите писанија на Јован се последни напишани. Ако се последни напишани, тогаш јас верувам дека повеќето од писанијата што кружеле во тоа време, значи Павловите писанија, другите евангелија му поминале низ раце. И он прочитал, ги има прочитано, да речеме, дел, сите, не е битно, и го пишува евангелието последен, што значи све она што е испуштено во тие, он го дополнува. Некои луѓе сакаат да го дискредитираат евангелието на Јован со тоа што кажуваат дека Јован ги читал посланијата на Павле, писмата на Павле и поради тој инфлуенс пишувал тоа што го пишувал. Но ако земемо предвид дека Јован не умрел со маченичка смрт,
Но сите други апостоли умреле, зарем некој ќе умре за лага. Зарем ќе умрем ако се договориме ние, тој човекот е Месија, воскресна после 3 дена, кој ќе одае животот за тоа? Го давам животот за она што цврсто верувам дека се случило и за она што знам дека ќе се случи после смртта. Значи, писмото вика, џабе вика да го добиеш цел свет ако душата ја изгубиш. Што сака да каже? Имај што сакаш тука, не е животот само тука, каде ќе одиш понатаму. Ние веруваме дека ќе одиме таму кај што ќе одиме, ќе бидеме со Бог. И нашиот избор дали ќе одиме со Бог или нема да одиме со Бог. Значи, како што спомена пастор Живко, логос. Логос е зборот што е овде најупотребен во прва глава. Во прва глава, да. Исто така Јован, пошто го дополнува се она што било, кај него има 7 или 8 чуда, зависи кого прашувате, и 6 од нив чуда што Исус ги направил се споменати само во неговото евангелие, ги нема на друго место. Мислам дека Јован кога би дошол денес и кога би видел дека ние се расправаме дали во евангелието има 7 или 8 чуда, сам вака ги направил. Зашто вие правите нуа? Пријатели. Исус е битен. Не се битни чудата, да, битни се, ама Исус е над се, како што читаме во првите неколку стихови од првата глава, што не се мои стихови, ама ќе го потребам првите 4 стихови за да влеземе во она што следува за мене денес. Целта на евангелието на Јован многу лесно може да ја видиме, зашто е напишана во самото евангелие. Во 20 глава, во 31 стих пишува. А овие работи, го нема тоа работи, ама јас да не читам све, се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божи, та верувајќи да имате живот во Негово име. Загрижувачки број на христијани, што во низ годиниве, од која сум ново обратен, од која го запознав Исус, во комуникација со нив, ги прашувам, дали е Исус Бог? И одговорот е, Исус е Божји син. Добро викам, ама дали е Исус Бог? И или се плашат да одговорат на ова прашање, да не богохулат, или повторно, тој е син Божи. Или на крај, некој што е похрабар, дури одречно ќе ми одговори. Како цела прва глава да ја скокнале од Јовановото евангелие, се фатиле за овој стих, син Божи. А мојата, значи, проповета, она што сакам да ставам акцент, е првото што ми падна на памет кога дојдов до идејата за што сакам да проповедам кои дови стиховите, беше редефинирање на Исус. И после викам, чекај, како редефинирање? Исус за себе вика, јас сум патот, вистината и живот. Ако Исус вистината, ние не може да редефинираме вистината. Вистината е таква апсолутна. Ова е црно, ова е бело. Да, може некоја планета да е зелено, ама ние сме тука во оваа реалност, овде е црно, овде е бело. И не може, тоа не може да се редефинира. Па затоа сакам да добиеме некоја како ајде да кажем, да се подсетиме кој е Исус Христос. И тоа не на она некој абстрактно ниво, него да јас сакам да го доведам, да го разбереме Исус, онака јас како што го запознав, јас како што го знам. Зашто знам дека без таквото запознавање на Исус, џабе е одењето во црква, џабе е палењето на свеки, џабе се било кој ритуали. Значи све е џабе ако Исус не стане твој Лорд, Господар и Спасител. Значи све е џабе. И ова го збора не на некој абстрактно ниво. Исус можеш да го запознаеш како што јас го познавам, пастор Живко, како што ве познавам сите вас на едно лично, интимно ниво. Значи, не знам како. Сакам толку да го акцентирам тоа, да ставам акцент на тоа, затоа што знам од мојот живот, знам како Исус ме спаси и знам што може, каква промена може да донесе во било кој живот. А тоа е потребно, промена. Зашто не се работи сам, да, Исус не спасува и за животот после смртта, но на што сакам да ставам акцент. Исус не спасува и тука во моментот. Значи, ќе видим, ајде, ќе проповедам онака, од срце. Го имам текстот.
вика, спасени сте во благодат. Што е благодат? Благодат е дар кој што не го заслужуваме. Што е милост? Милост е она кога нема да го добиеме она што заслужуваме. А што заслужуваме ние според Божите стандарди? Грешни сме. Додека не го запознаеме Исус. Заслужуваме смрт. Вика, платата за гревот е смртта. И прошлиот пат кога проповедав, знаеме што е смртта. Павле вика, вие кои бевте мртви. Значи, точка, нема диагноза, мртов си. Не може никој да те стане. Значи, дар кој не го заслужуваме. Сега, ќе влеземе во текстот, но ќе почнеме од првиот текст. И слушайте сега. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. И сега третиот ова стих. Се стана преку Него, значи преку Него. Се што гледаме станало преку Него. И ништо што станало, не станало без Него. Значи ние не постоиме без Него. Во Него, вика, беше животот. И животот им беше светлина на луѓето. Јас сум патот, вистината и живот. Значи поврзете ова што го читате со тие реченици. И сега, во првиот стих, во грчки, времето што се употребува е кај нас е минато несвршено време. Кога го читаме на грчки, можеме да го читаме. Во почетокот беше и е Словото. И Словото беше и е во Бога. И Словото беше и е Бог. Значи и сега, и ваму на таа временска рамка, и тука. Нема завршување. Знаете, минато свршено време. Тој беше таму кога дојдол. Да, тој беше таму кога дојдол, кога ти дојдол, не беше таму. Ама Исус, времето што е во грчки, цело време трае. Од почетокот на светот до крајот на светот. Он е Бог. Што сака да каже? Сака да каже дека Бог ги поминува тие граници на материјата и на времето. За него не постои, материјава не постои, времето за него не постои, он живее во вечност. Но во еден момент, ќе видиме понатаму, да не рекам. Сега, значи, Јован го пише Евангелиево, се верува дека го пишува во Ефес. За Ефес ви кажав нешто прошлиот пат кога проповедав. Ефес е град втор по големина во Римската империја, 250.000 луѓе, пристаниште, што значи многу луѓе вртеле. Римската моќ се пројавува тука, хеленската култура и филозофија. И хелените и јудејците, кога го слушнале ова, значи, јудејците, односно израелците, се поврзале со овој стих, зашто вика во почетокот и во почетокот на Библијата, како почнува Библијата, Стариот Завет, во почеток. Ама кога грците го слушнале, беше Словото, односно беше Логос. За грците Логосот доаѓа од хеленски филозоф што се вика Хераклит. Хераклит живеел некаде 600 години пред Исус. Хераклит ги наблюдувал работите, наблюдувал звездите, животните, све околу него наблюдувал, се правил мислења и на крај дошол до заклучок дека иако бил значи пантеист, верувал во повеќе богови, сепак на крајот заклучил дека има еден елемент. И кои се атрибутите на овој елемент? Се што е на светот е создадено преку тој елемент. Тој елемент е во се, значи присутен, иминентен, и тој елемент држи се не во светот, односно во целото видливо во тој момент, он што све што може да види. Тој елемент го држал, го држи целото створење како во раце, да кажем, да функционира. Тој елемент не е значи личностен, не е персонифициран кај Хераклит, но сепак името му е Логос. Му го дал името Логос. Што значи дека грците кога
го слушале ова, во почетокот беше логосот, одма знаеле дека го поврзале ова со тој елемент. Елементот кој го држи се, преку кого е создадено се и кој се наоѓа во се. И овој елемент, кога ќе прочитате во Библијата, сите овие три атрибути, Библијата ги кажува за Христос. Значи, преку него е се создадено, се наоѓа во сите нас, во се односно, и тој држи во рацете се ова да функционира. Односно, колку сме ние оддалечени од сонцето, за да не изгориме, тој во негова моќ. Зашто сакав да го запознаеме Исус подлабоко или доколку некој не го запознал? Затоа што од запознавањето на Исус Христос, кој е точно, зависи нашето спасение. Затоа што, еве денеска, не сум спиен, значи, гледам на интернет, 3 работи видов за Исус, како погрешно го дефинираат, и секој го дефинира со своји мисли. Значи, сега можам тука да си, ќе земам, ќе пишувам мисли, ќе ми даде, уште ако земеш нека субстанца што малце ти ги отвара биогите, има да напишеш и тоа го слушаме едниот. И знаете ли како суптилно, онака, ако тоа е една работа, не ја слушнете, колку лесно може да ви излаже. Он вика, јас верувам, значи, не вика, ова е точно. Кажуваше дека Евангелието по Томас, што е најдено, и тоа е како гностичко. Значи, знаеме дека не е напишано кога е напишано. Знаеме дека не е од Томас, а он се како суптилно. Во Евангелието на Томас јас верувам дека се правите Исусови зборови. И втората реченица му е, го давам на екран и вика, еве ги правите Исусови зборови. Значи, више втората реченица го нема јас верувам, него ова е дефинитивно. Значи, ако едната реченица ја промашиш, многу лесно може да ве излаже. Доколку не разбереме точно кој е Исус, и ако слушаме како светот го дефинира Исус, нема да бидеме спасени. Нема да бидеме спасени. Јас верувам кој е Исус, знам кој е. Јас го познавам Исус. Кажете ми, дали верувате во Исус? Ова е сега не е реторичко прашање. Дали дигнете рака кој верува во Исус? Верувате во Исус? Сега да ви кажам нешто. Еден чекор сте. Сега не се подигме, позади мене. А може и не сте, само не знаете. Дали верувате дека ова е зелено или знаете дека е зелено? Знаете дека е зелено. Па така треба да го знаете Исус. Значи, не да му веруваш, да го знам. Не да веруваш во Исус, него да го знаеш Исус. Лично. Зашто пишува во Јован 23, мислам дека. Само не може. Целиот сни. Да го знаеме. Да го знаеме, да го познаеме. Грчкиот глагол е гиноско. Да го познаеш. Да имаш личен, интимен однос. Истиот збор гиноско се наоѓа во Марко 1:25, каде што вика, тој не ја позна жена му. Се однесува на Јосиф дека не ја познал. Значи, каков интимен однос? Зависи контекстот. Да не се правиме глупости у главите. Значи, да имаме таков личен однос, како сум најдобар другар. Зашто јас немам подобар другар од Исус. Јас немам спасител. Да, он е мој Бог. Но, она што сакам да следно да го кажеме, зашто вака вика, како ќе се спасиме? Што вика Павле во Римјаните во 10:9 вика? Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Како можам да исповедам нешто што не го знам, нешто што верувам? Вербата бара сомневање. Јас му верувам на пастор Живко дека ќе ми ги врати парите што ми ги дав на заем. Ама тоа не значи дека ќе ми ги врати. Добро, се тоа е малце другаче, зашто Бог е верен, Бог не е лажец. Значи, зашто да го познаваме? Исповедаш нешто што го знаеш. А што верувам? Верувам дека Бог го воскреснал од мртви. Морам да верувам зашто не бев таму да видам. Писмото за Римјаните е пишувано до луѓето што не биле во тој момент. Не го виделе Исус воскреснал. Значи, тоа можам да го верувам. Верувам она што не го знам. Значи, не е Исус само некој добар човек, добар учител, пророк. Тој е Господ. Господ. Целиот Стар Завет пророкува во него и затоа христијаните у тоа време, кои биле и од јудејците, и од хелените, поверувале во него.
Јудејците поверувале, они ги имале писмата, знаеле дека целиот Стар Завет пророкува за него. И тие пророштва се исполнети. Не знам колку мал број од пророштвата не се исполнети, и тоа пак е дали припишувањето има некои грешки. Сега одиме, и она што да речем тој момент било може би најсоблазно за тие што го читале. Значи, овој логос сега, 14 стих. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и со вистина, и ние ја видовме неговата слава, слава како на единородениот од Отец. Значи, овој логосот, што било во Бога и се тоа што го читавме, сега наеднаш станува тело и се всели меѓу нас. Овде зборот сели на грчки е скинија. Знаеме што е скинија. Скинија е шаторот што го носили израелците и таму вршеле обред. Значи скинијата дојде, не ни треба веќе црква дама, не ни треба шатор. Значи он е тој медијаторот директен меѓу човекот и Бог, Таткот. Не ни треба свештеници. Значи доаѓаме во личен однос, во молитва со него, разговараш со него, бараш што ти треба. И со што дое со благодат и со вистина? Дое со благодат. Не заслужен дар ни донесе. А вистина е он. И ја видовме неговата слава, вика Јован. Ја ова не знам точно што видел Јован, зашто неговата слава, ја не знам ни да ја опишам Божјата слава. И кажува дека е единороден од Отецот. Мислам дека зборот што е на грчки е моногенесис. Значи иста суштина. Не е исто. Кај нас, значи, Словото стана тело, и Бог се вплоти, беше и Бог и човек, и тој е една суштина како Бог, ама различни три личности. И сега вака, тука има мистерија една, што нема никогаш, нема. Ја разбереме еден ден кога ќе дојде. Значи све си има, и Исус бил мистерија за луѓето од Стариот Завет, па се објави. Така и оваа мистерија ќе ни се објави момент, зашто видите, еден, не знам каде прочитав некој изјав. Ако Бог е толку мал за јас да го разберам до крај, тогаш не е доволно голем за јас да му се поклонам. И затоа постојат овие мистерии. Петнаесетиот стих вели, Јован сведочеше за него и викаше со силен глас: ова е тој за кого реков: оној што доаѓа по мене, пред мене е, бидејќи беше пред мене. Ова е Јован Крстител. Јован Крстител е роден пред Исус, но сепак вика, ова е тој за кого реков: оној што доаѓа по мене. Значи Исус дошол после него, се родил. Пред мене, како се родил? После тебе, пред тебе. Бидејќи беше пред мене. Беше, значи постоеше многу пред мене. Сведоштвото, вика во Јован 8:17, и во вашиот закон пишува дека сведоштвото на двајца луѓе е вистинско. Што прави апостол Јован? Ја става оваа реченица како сведоштво. Го имате моето, Јован апостол, сведоштво, и еве и уште едно сведоштво од двајца луѓе. Да знаете дека е вистина. Дека Исус е вечниот Бог. 16 стих вика, и од неговата полнота сите примивме благодат врз благодат. Добиваме секој ден незаслужета во неговата полнота. Колкава е полнотата на Бог? А нема крај, бесконечна е. Нека многу да не влегов премногу во екзегеза, да ви кажам. Зашто законот беше даден преку Мојсей, а благодата и вистината дојдоа преку Исус Христос. Бог во Стариот Завет го даде законот, 10 Божји заповеди. Што донесе законот? Го отвори, укажа на гревот. Значи, без закон не знаеме точно што е грев. Сега го имаме законот и што имаме грев. Павле вика, сите погрешија и сите се лишени од Божја слава. Значи, законот не може да те спаси. Тие, ако прво не можеш да ги испратиш сите 10 Божји заповеди, ниеден човек не може, а камоли па да те спаси. Израелците во тоа време носеле жртви, значи животни, принесувале пред Бог, ама тоа, пак и тоа не ги спасувало. Секогаш спасува вербата во Бог. Познавањето и вербата во Бог. Не спасува жртвите. И во Стариот Завет не спасува жртвите. Спасува вербата во Бог. Зашто јудејците не знаеле дали се спасени. Значи, и жртвите да ги направат. И ова пак до крајот на животот не знаеле дали се спасени. Тоа на крај се одредувало. Исто како и муслиманите,
Значи, каков е тој Бог ако не ти каже, ова е начинот да се спасиш. Бог точно кажал начинот како да се спасиш. Кој ќе исповеда со срцето и кој ќе исповеда со устата и ќе... Само не е баш така, како ќе исповедаш ако не стане тоа нешто вистина, ако не го запознаеш Исус. Бога никој никогаш не го видел, 80 стих. Единородниот син, кој го пазувите на Отецот, тој го овде. Значи, ова е целта на една од целите на Исус. Исус, Јован 3:16 вика, Бог толку возлюби светот што го даде својот единороден син, за секој што ќе поверува да не исчезне, туку да има живот вечен. А друга еден исто, да го објави таткото. Значи, Бог не можеме, таткото Бог не можеме да го видиме. Исус дојде и Он го објавува. Значи, они се едносуштествени. Значи, ги имаат сите заеднички атрибути, и таткото и синот. И синот доаѓа на земјата и бива човек, Бог и човек, една од мистериите, оди 3 години тука, има ученици апостоли, и они пишуваат некои писма кои ние денеска ги читаме и преку, што вика, верата доаѓа од читање на што? Кој е Божиот збор? Кој е Логос? Ама Библијата е напишан Божиот збор, не е исто со Исус да не влезе некој богохулен. Значи го читаме ова, на ова му поверуваме и доаѓаме до личниот однос со Бог. И тоа не е некоја апстрактна работа. Затоа сакам така да адресирам. Не е апстрактна работа. Тој муавет со Исус, на осамено, истиот муавет што јас го правам со пастор Живко Прееска, истиот муавет со жена ми што го правам. И тој глас можам многу лесно сега да го препознам дека од Бог. Зашто се дружам со него. Кога се дружам со него, вака да застанам, жена ми позади мене да ми збори, знам 10 луѓе да има, знам кој глас е на жена, знам кој глас е на Бог. И тоа не е апстрактно. И тоа ни стои вака на таца. Што, значи, уште еднашка, целта на доаѓањето на Исус да го објави срцето на таткото. Како е срцето на таткото? Преска дека Фани пееше, песната Благослов од секогаш ми била, зашто многу сакам да имам деца, многу сум сакал да имам деца од секогаш. И сум викал, леле, каков татко ќе бидам, и пак не можем да бидам татко како Бог. Да не ме соблазнува, има една пријателка, која, кога почнала да чита Библијата, многу застанала, зашто го видела дека Бог е представен како татко, а незиниот татко стварно многу ја малтретирал, и тоа ја одбило некако. Ама ова не е, Бог не е нашите татковци. Не е ни најдобриот татко што постои на Вселена, како човек. Он е најсовршениот татко. Значи, нема друг како него. И секогаш кога ја слушам таа песна Благослов, се ежам. Каков татко е Бог? Како да ги благослови твоите деца? Онака. Најголемата грижа на таткото, мислам дека е како му се децата, кај му се деца. Мислам и на мајката. Ама Бог не е без причина прикажен со татко. Не е без причина прикажен како татко. Значи, јас сакав да кажам едно време родител, за да нема некој. Ама не, татко е прикажен, зашто таткото има посебна улога. Мајката има посебна улога, не сакам некого да спуштам. Ама таткото е оној кој прв треба да се жртвува за детето. Да го замени својот живот за животот на детето, ако треба. Нема да ја пуштиме Тина да ја пуштам у такви работи. Јас ќе одам, јас сум мажот. Затоа и Бог е така. Други такви недоразбирања на Бог. Бог казнува. Бог не казнува. Се казнуваме ние со нашите глупи одлуки. Бог е татко, не казнува. Дисциплинира, ама не казнува. Значи, дај да разбереме што е дисциплина, што е казна. Да заврши. Дава Бог благо. Не само правила и прописи. Бог дава благо. Значи, незаслужен дар. И што сакам да го кажа?
Бог ни дава спасение за овидниот живот. Но Бог истото спасение, односно благодат, ја дава и за тук. Што е благодат? Павле вика стојам во благодат. Јас, размислувајќи овие денови, дојдов до тоа дека јас во моментов стојам во благодат. Зашто ако не сум во тој незаслужен дар, односно што ми дава Бог? Трпение, мир, радост. Значи јас сум толку притиснат во овој момент. Притиснат. Имам 2 деца дома, луѓе, не спијам навечер. Не? Од секојаш сум мислел, деле, колку сум ја јак, како ќе дојат децата, тоа леснотија. Сега више луѓе се мешам, значи, ќе почнам да халуцинирам уште малце од неспиење. Ама по таа благодат стојам, успеам. Значи, на овој свет дава благодат, не само зидниот живот. Поверувајте во Исус, потоа запознајте и на крај целата своја доверба ставете ја на Него, зашто нема да ви изневери. Ова го кажувам од лични искуства. Амен. Фала е многу. Фала многу, Никола. Едно од најважните работи кои ги имаме во животот е личното сведоштво за Господ. Така да ја читаме Библијата и Библијата е сведоштво на другите кои го имале со Господ Исус Христос. Едно од најсилните пораки кои ги имаме и Господ постојано ме враќа на моето сведоштво. Дека моето сведоштво не е толку драматично. Не сме збил. Обично кога растев во црква, обично доаѓа луѓе со тешки животни приказни. Приказни како бев во војна, едва преживеав и кога бев на работ на животот, Господ ме сретна. Или бев во ужасна животна состојба, каде што бев зависник, бев очаен, немав никаков излез. Господ ме сретна и јас бев избавен. Имало животни приказни на мојот живот, едноставно беше во руина, размислував дури да си го одземам животот, но Господ ме сретна и така. Но јас немав таква животна приказна. Мислам дека не е толку важно. Не е толку важна мојата животна приказна. Но сечија животна приказна со Господ. Моментот кога Господ го среќаваме во нашиот живот, моментот кога Господ доаѓа, како што вели во Откровението 3:16, стојам на вратата и чукам. И тоа е една од најважните работи кои јас можам да ги видам кај Господ Исус Христос. Тој стои на вратата на сечие срце и чука. Чука и Господ Исус вели, ако отвори, тој што ќе отвори, ќе влезам со него и ќе вечерам. Не се работи само за вечера некаква колку да јадеме, туку Господ сака, како што каже Никола, да изгради еден личен однос со секој еден од нас. Знаете, Господ е насекаде и Господ е во состојба да има посебен личен однос со секој еден од нас посебно. Само кај Господ, тоа не можам јас да го разберам. Можам малку да го разберам преку моите деца, затоа што имам 2 деца и 2 деца мене ми се посебни, на посебен начин. За Господ секој еден од нас е посебен, како да те сака најмногу на цел свет, од сите најмногу. И така не сака сите посебни. Приказната која Никола има, верувам дека неговото сведоштво продолжува да биде силено дополнување за тоа евангелие кој тој го проповедаше, затоа што евангелието од Господ Исус Христос, Божјиот збор е жив, затоа што ни зборува силно на нас денеска. Благодарам, Никола. Ова е адвентна сезона и затоа го проповедуваме Јован 1 глава, каде што Јован не воведува во приказната за Исус Христос за тоа кој е тој. Кој беше тој со кој Јован седал, јадел, зборувал, размислувал и го слушал секој ден. Јован во ретроспектива може само да види и каже, вау, тоа бил вечниот Бог, а јас не бев ни свесен, затоа што тој се објави толку обично на нас. Амин. Да се помолиме за крај и ќе го замолам бедно за славење да дојде да ме војде во последната песна.
Татко наш небесен, ти благодариме за овој твој збор, Господи. Јас верувам, татко мој, дека ти ни зборуваш секој ден. Ти, Господи, ни зборуваш од твојот збор. Ти ни зборуваш, Господи Боже мој, во секој момент, во секоја ситуација од животот. Јас те молам, Исус Христе, сега овој збор кој беше проповедан, нека навлезе длабоко во нас и секако што остои во твојот збор. Нека тоа семе од твојот збор падне на плодна почва во нашето срце и нека роди плод. Господи Исусе Христе, те бараме, зависимо од Тебе, Исусе Христе, и те молиме, Боже, во овој адвент, во овој исчекување, во оваа божитна сезона, зборувај ни силно, објави ни се, нека, Господи, Твојот мир, кој го надвишува секој мир од овој свет, нека ги исполни нашите срца, да бидеме благословени преку Твоето Слово. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Амен. Амен.